20 часот, а вие го следите централниот дневник на К1. Добро вечер. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Се поставија побараните банкини во село Црквино. Нови мерки за намалување на невработеноста. Нов терористички напад во главниот град на Мали, Бамако, го потреса светот. Се поставија банкини во село Црквино, со што ќе се реши еден од посериозните проблеми на мештаните, кој тие го истакна пред председателот на владата Никола Груевски при неговата посета во ова село. Во Црквино неодамна беше пуштен во употреба и системот за водоснабдување. Се поставија банкини на патот до село Црквино. Со ова се реши еден од проблемите за кои мештаните сметаат дека е многу сериозен. Воедно ова беше побарано од председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски при неговата посета во село Црквино. Имаме долго време проблем со патот, немаме ограда. Ограда фали. Ти ја видов добар асфалтен патот, не е асфалтирање, меѓутоа зимно време има лизгаво и многу лошо за баш другоров умер ги вози децата и тоа ни е голем проблем. Често пати знаат деца пешки да слезат или да се качат пешки. За 2 недели ќе поставиме еластично. Фала многу. Значи тоа за 2 недели. Што сме денес? 15. До 30 ноември. Директорот ми рече за една недела, ја викам за 2 недели. Фала господин. Фала. На потекот каде се поставени банкините, многу често се случувале сообраќајни несреќи, велат мештаните. Според нив, ова е единствениот начин како побезбедно да се движат возилата во текот на зимскиот период. Премиерот не се ослуша, ни вети дека најдоцна за 15 дена во консултации веднаш со министеров за транспорт и врски, кој што беше и самиот присутен тука, и не вети дека за 15 дена ќе се заврши оваа работа што ја баравме. Меѓутоа работава се заврши за 4 дена, значи вчера, четврток, уште на пладне еластична ограда беше поставена. Во село Црквино неодамна беше пуштен во употреба и системот за водоснабдување. Изградбата на резервоарскиот простор беше комплетно изведена со средства одобрени од Министерството за транспорт и врски, а наредна фаза е обезбедување на приклучок на домаќинствата. Приклучок кој мештаните треба да го добијат до крајот на јуни идната година. Невработените лица имаат можност во соработка со вработено лице од Центарот за вработување да изработат индивидуален план за вработување во кој се утврдуваат целите, планот на активностите на невработеното лице и учеството во мерките на активните политики за вработување како и местото на вработување. Невработените лица ќе имаат можност да се вработуваат преку индивидуален план за вработување 2, со кој започна да работи Агенцијата за вработување на Република Македонија. Овој план имаат можност да го направат сите невработени лица, категоризирани во 3 категории. На тоа прво интервју, невработеното лице се класифицира во едно од трите профили: директно вработливо, со умерени пречки во вработувањето или со значителни пречки. Доколку невработеното лице се класифицира со значителни пречки во вработувањето, тогаш се закажува втор состанок со него и се развива индивидуална стратегија за вработување. Во индивидуалниот план за вработување 2, кој го изработува одговорното лице во Центарот за вработување во соработка со невработеното лице, се утврдуваат целите, планот на активностите на невработеното лице, учество во мерките на активни политики за вработување и местото на вработувањето. Врз основа на заедничка проценка се предлагаат одредени мерки и активности кои е потребно да ги превземе невработеното лице во процесот на активно барање работа, а за вработениот во Центарот за вработување ИПВ2 представува алка за понатамошна индивидуална работа со невработеното лице. Со ова, лицето се обврзува активно да бара работа според планираните активности. Бараш огласи на интернет, како? На интернет. Поеднакво бараш? На интернет аплицирам. Аплицираш и бараш? Да. Директно ке работодавачи? Директно не. Се уште немаш Се уште директно нема. Добро би било
Значи и со директни контакти. При изготвувањето на овој план, лицето потребно е да биде искрено и да даде повеќе информации и податоци што ќе му помогне на вработениот во Центарот за вработување на правилен начин да ги насочи активностите за вработување на тоа невработено лице. Инаку важноста на овој план е 6 месеци од денот на потпишувањето, па што се вршат негови измени и дополнувања. ВМРО-ДПМН е со убедлива и огромна предност пред СДСМ на најновата анкета на реномираниот и угледен Американски републикански институт ИРИ со седиште во Вашингтон. ВМРО-ДПМН е со двојна предност во однос на СДСМ. 24% од граѓаните се изјасниле дека ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, а за СДСМ двојно помалку или само 12%. Голема е разликата и помеѓу лидерите на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Зоран Заев има рейтинг од само 5%, наспроти 18% на премиерот Груевски, односно 35% од граѓаните кои сметаат дека Груевски заслужува да биде реизбран. Скоро тројно повеќе од граѓаните сметаат дека ВМРО-ДПМН работи понапорно за да ја добие поддршката од избирачите. 27% сметаат дека ВМРО-ДПМН поактивна и работи понапорно, наспроти 10% кои сметаат дека тоа е СДСМ. Анкетата на Интернационалниот републикански институт Етеренски е направена во период од 29 септември до 5 октомври 2015 година на репрезентативен примерок од 1106 испитаници. Велес и во 2016 година, како и предходната, ќе доживува градежна експанзија, вели координаторот на ВМРО-ДПМН Петре Саздов. Новата програма за 2016 изнесува 187 милиони и 100 илјади денари, со која ќе се реализираат проекти за подобрување на квалитетот за урбано живење. За владеачката ВМРО-ДПМН се уште не е јасно зошто СДСМ гласаше против програмата за уредување на градишното земјиште. 2016 година, исто како и претходните неколку години, ќе биде година на градежна експанзија во Велес, изјави Петре Саздов. Тој потенцира дека стилот на работење на ВМРО-ДПМН, кој го наметнуваат уште од првиот ден после локалните избори, не се менува. Новодонесената програма за 2016 година тежи 187 милиони и 100 илјади денари. Со овие средства ќе се реализираат проекти кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот за урбано живење. Проектот за реконструкција на градскиот пазар кој во програмата е поддржан со 3 милиона и 500 денари, а истиот се очекува да биде заокружен во 2017 година. За изградба и реконструкција на локални патишта и улици предвидени се 35 милиона и 600 илјади денари. За уредување на простор во руралните подрачји ќе се инвестираат 4 милиони денари. За изградба на паркинг простор определени се 2 милиона денари. За набавка на нова урбана опрема, поставување ракохвати, огради и видиковци предвидени се 3 милиона и 600 илјади денари. За нас како советничка група останува нејасно зошто советничката група на СДСМ гласаше против оваа програма за уредување на градежното земјиште. Овие прашања, господа од Социјалдемократскиот сојуз, ќе мора да ги образложите не толку нас, колку на граѓаните кои ви ја дадаа довербата. Зашто вашето гласање против е глас против затворен градски пазар, против понатамошен развој на индустриските зони, против реконструирани улици во градот, против бетонирање на улиците во населените места, против здрава и чиста животна средина, против чиста вода за пиење, против нова урбана опрема, против осветлени улици, против се она што е во корист на граѓаните. Ние како советничка група од ВМРО-ДПМН, вели Саздов, со донесувањето и поддршката на програмата за уредување на градежното земјиште, докажавме дека посветено работиме во интерес на граѓаните. Чадиев во одговор за обвинувањата на СДСМ вели дека Социјалдемократскиот сојуз се обидува да обезбеди алиби за тоа што нивните советници не дадоа поддршка за поголемиот дел од програмите. Тој нагласи дека се реализираат сите предвидени урбанистички планови. За следната година предвидени се 36 документации во висина од 8 милиони денари.
Социјалдемократскиот сојуз се обидува да обезбеди алиби за фактот што нивните советници не дадоа поддршка за поголемиот број програми за работа на општината за следната година. Ова стои во одговорот на градоначалникот Славчо Чадиев по обвинувањата на СДСМ дека програмата за детални урбанистички планови, освен во бројките, била непроменета од претходните години. Во овој момент досега се изработени 5 детални урбанистички планови, 6 локални плански документации, меѓу кои оние кои што се во функција на локалниот економски развој, а се однесуваат за индустријската зона Каласлери, за просторот околу поранешната фабрика Парцоланка, план објект кој што не бил никогаш направен, ние го направивме со локална урбанистичка планска документација за рекордно време од 4,5 месеца. Урбанистички планови во населено место кои се однесуваат за викенд на селвата околу езерото Младост. 7 општи акти на населените места, во населените места околу Ведес, каде што жителите на тие населени места можат слободно да вадат документи и да градат прв пат регуларно своји домови или објекти за оноа што имаат намена. Истовремено во овој момент во постапка сме на измена на ГУП за цел град. Градоначалникот Чадиев нагласи дека се реализираат сите предвидени урбанистички планови, дополни дека обемноста на плановите е причината што усвојувањето оди побавно. За следната година предвидени се 36 документации за урбанистичко планирање, а ќе се реализираат со средства во висина од 8 милиони денари. Најголемите средства ги планираме за ГУП-от на Велес. Меѓутоа, изработката на ГУП е со значаен квалитет, опфат, проширување, во повеќе фази оди. Ние се надевавме дека ќе успееме да го завршиме во текот на оваа година. Меѓутоа, поради конфигурацијата на теренот на самиот град, пред се говориме, поради новите содржини што ги добиваме, што го прошируваме и ГУП-от, неговото најверојатно донесување ќе биде во текот на идната година. На пресконференцијата градоначалникот Чадиев изјави дека локалната самоуправа во континуитет работи на зголемувањето на паркинг места во општината. При тоа додаде дека се очекуваат и предмет пресметките за изградба на катна гаража, пошто граѓаните ќе треба да одлучат за лоцирање на монтажната гаража на една од трите локации кои ќе бидат понудени. Вчера вечер се одржа вториот состанок на Вардарскиот плански регион, на кој се презентираа нови идеи во насока на соработка и реализација на проекти, кои ќе им помогнат како на советниците, така и на градоначалниците во заедничката соработка. Во едни на овие состаноци ќе се одржуваат еднаш месечно. Со споделување на информации и презентирање нови идеи и заеднички стратегии, во оваа насока вчера вечер се одржа вториот состанок на Комитетот на совети на Вардарски плански регион, како тело формирано од заедницата на локалната самоуправа. Има излагање за тоа што во моментот и што во на Вардарскиот плански регион ќе работи на територијата на Вардарски плански регион и конкретно во општините ќе ги кажем актуелните проекти што во моментот се спроведуваат преку Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Министерството за животна средина, Програмата за развој на Обединетите нации, Програмата за регионален развој ГИСРЕД, УСЕД и швајцарската влада и она што е планирано во 2016 година се работи. За да ги споделиме информациите за начинот на кој што функционира Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и се со цел да и понатаму во континуитет председателите на советите, советниците исто така како членови на советите на своите општини имаат една поинтензивна комуникација, поинтензивна соработка и да ги споделуваат своите искуства едни со други. Ваквите состаноци се од големо значење како за советниците, така и за градоначалниците во насока на соработка и реализација на проекти кои ги добиваат преку Центарот за развој на Вардарски плански регион. Ние како општина Свети Николе сме прилично активни во делот на учество во Вардарскиот плански регион и веќе добивме одредени проекти кои одат директно преку Вардарскиот плански регион. Со тоа се гледа дека активно учествуваме во делот на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општина Свети Николе. Ваквите работни состаноци во иднина ќе се одржуваат еднаш месечно.
Стипендиите повисоки за 10%, за кои студентите ќе можат да аплицираат до 27 овој месец. Стипендиите се наменети за студенти од социјалните категории, за студентите од техничките и медицинските науки и факултетите за уметност, информатичките факултети, природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките или медицинските науки. До 27 овој месец студентите ќе имаат можност да аплицираат за стипендии кои се повисоки за 10%. Првата категорија се стипендии наменети за студенти од социјалните категории. Ке се доделуваат 1500 стипендии во износ од 3300 денари месечно. Втората група се стипендии за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, а кои се запишени на техничките и медицинските науки и на факултетите за уметност. По овој основ се доделуваат 630 стипендии во висина од 4400 денари месечно. Во третата категорија се 125 стипендии во износ од 6050 денари, кои се доделуваат за студенти кои студираат на информатичките факултети и постигнале особено висок успех во учењето, најмалку 9 просек. Во четвртата категорија спаѓаат студентите запишени на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките или медицинските науки кои постигнале просечен успех. За овие студенти ќе бидат доделени 650 стипендии во висина од 3300 денари. По повод одбележувањето на патрониот празник на гимназијата Кочо Рацин од Велес се отвори сувенирница која е единствена во градот. Во дворот на гимназијата исто така се отворија и плочи и мозаици со ликови и символи на гимназијата и градот. Гимназијата Кочо Рацин од Велес доби нова сувенирница по повод одбележувањето на патрониот празник на гимназијата. Целта на оваа сувенирница е учениците да го почувствуваат предприемништвото и бизнисот во пракса, од идеја до производ и продажба. И отвараме сувенирницата, која е комплетно дело на Сицел тимот. Тоа е тим кој што работи за еден проект во кој што нашето училиште е пилот од 4 училишта средни во цела Македонија. Нашата идеја беше да отвориме сувенирница, учениците заедно со наставниците го направи истражувањето, видоа што не достига, го опипа пазарот, направија производи, направија договори со комитенти, односно со велешки занечи. Во дворот на гимназијата се открија плочи и мозаици со ликови символи на гимназијата и градот. Имаше отварање на плочи од мозаик, кои што ги направија нашите ученици, кои што стоат во долниот двор на училиштето. Тоа се плочи со символи на училиштето и градот. Овие три мозаика и плочи се резултат на соработката на превозните компании и гимназијата Кочо Рацин од Велес. Општина Велес и јавното предпријатие ги покануваат сите љубители на спортот, односно тенисот, во текот на утрешниот ден да ги посетат новите тениски игралишта и да ги одиграат првите сетови. Тениските игралишта неодамна и официјално ги отвори премиерот Никола Груевски. Во скоро време јавното предпријатие очекува согласност од Советот за стопанисување со новите тениски игралишта. Општина Велес, јавното предпријатие Парк Спорт и тенискиот клуб Борец оваа сабота, утре организираат отворен ден за тенисот во нашиот град. Ги повикуваме сите граѓани на општина Велес. Сите оние кои што овој изминат временски период се јавува, го контактира јавното предпријатие на кој начин и како може да ги користат новоотворените тениски игралишта во градскиот парк, дека утре со почеток во 12:30 часот ќе може да ги користат, односно да пробаат промотивно да заиграат тенис на овие нови тениски терени. Целосно е расчистена пругата Велес-Битола, која не беше во функција поради одрон на карпи помеѓу станиците Чашка и Богомила. По расчистување на повеќе од 3000 кубни метри камења, вчера помеѓу железничката линија Велес-Битола ќе помине и првиот воз. Проблемот со одронот беше решен откако се минираше голема карпа која представуваше опасност за одвивање на железничкиот сообраќај на тој дел од пругата. Во продолжение да ги проследиме и останатите вести од Македонија. Втора пратка материјална помош од Република Чешка. Станува збор за поддршка на македонската влада во обезбедување соодветен хуманитарен пристап кон мигрантите што се движат преку териториите на Република Македонија по така наречената Балканска траса.
Целосната вредност на втората чешка пратка материјална помош, што вклучува 10.000 кибиња, 500 вреки за спиење, 5.000 кабаници и 4.880 изотермни заштитни фолии и 2 генератори за струја, надминува 86.000 евра. Првата пратка хуманитарна помош од Чешка, што се состоеше од 10 шатори со голем капацитет, со комплетна опрема во вредност од над 38.000 евра. Транспортот на двете пратки го обезбедуваат работниците на службата за спасување од пожари на Република Чешка, а во втората пратка се работи за 4 камиони со приколки. Позитивен прием од страна на осигурениците за новиот кол-центар за хронични пациенти на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Во првиот месец од работењето се контактирани 10.000 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања од предвидените 154.531 осигуреник, како што соопшти Фондот за здравствено осигурување. Резултатите се дел од реализацијата на проектот на владата на Република Македонија. Фондот се грижи за хроничните болни. Комуникацијата во кол-центарот се одвива со телефонски јавувања, SMS пораки и пошта со осигурениците со трите хронични заболувања, за да ги потсетат кои прегледи треба редовно да ги прават, да ги информираат за комплексноста на заболувањето со цел да се стопира можната прогресија на болеста. Тимовите се составени од вработени од повеќе подрачни служби од Скопје, Тетово, Штип, Битола, Струмица, Велес, Прилеп и Куманово. Припадниците на Исламска држава се заканија со напад врз Белата куќа. Заврши кризата со заложници во хотелот Радисон Блу, во главниот град на Мали, Бамако. Во продолжение останатите вести од светот. 5 сириски имигранти били уапсени од страна на пограничните власти на Хондурас, кои се обиделе да влезат во оваа централноамериканска држава. Сите 5 допатувале со авион од Салвадор и на аеродромот во главниот град на Хондурас, Тегусигалапа, на имигрантската служба им покажале грчки пасоши со кои сакале да го продолжат патот кон САД. Грчките дипломати во Хондурас изјавиле дека пасошите на сите 5 се лажни и дека тие не се грци, ниту пак знаат да зборуваат грчки јазик. Властите на Хондурас, а и на Салвадор не знаат како и каде ги обезбедиле грчките пасоши, како што не го знаат и нивниот вистински идентитет. Инцидентот со лажните грци во Хондурас доаѓа по апсењето на една сирика во Сан Хозе, која на властите во Коста-Рика им се представила како бегалец од сириската војна, но била запрена затоа што имала лажен пасош. Припадниците на Исламската држава објавија видеоснимка на која се закануваат со бомбашки самоубиствен напад врз Белата куќа. На 6-минутната снимка, која објавија џихадистите од ИДО од Ирак, се поздравуваат минатонеделните напади во Париз. Најновата закана доаѓа само еден ден откако ИДИ се закане и со напад во Њу Јорк. Директорот на FBI Джеймс Коми изјави дека не знае за постоењето на какви било кредибилни закани во САД, слични на нападите во Париз. Портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби изјави за CNN дека во тек е проверка на најновото видео со закана кон Белата куќа со цел да се провери неговата автентичност. По заложничката криза во хотелот Радисон Блу во главниот град на Мали, Бамако, се пронајдени 27 тела. Министерот за безбедност на Мали соопшти дека напаѓачите веќе не држат ни еден заложник. Предходно утрото тешко вооружени напаѓачи влегле и почнале да пукаат во присутните и заробија 170 луѓе, пошто специјалните сили влегле во хотелот. Заложниците се ослободени во текот на акцијата во неколку наврати. Според досегашните информации, најмалку 3 напаѓачи се убиени, но не е познато колку вкупно ги имало. Полицијата ги затвори сите патишта кои водат до хотелот, кој е во собственост на американски бизнисмен и важи за место каде доаѓаат странски бизнисмени и членови на екипаж на авионски компании. Напаѓачите пристигнале пред хотелот со дипломатски возила и при влегувањето во хотелот извикувале Аллаху Екбер и почнале да пукаат. Африканска џихадистичка група поврзана со Ал-Каеда на Твитер ја презеде одговорноста за нападот на хотелот. Во август џихадисти убија 13 луѓе, вклучувајќи 5 вработени во Обединетите нации за време на заложничка драма во хотел во градот Севаре.
Младата македонска фудбалска репрезентација до 16 години одигра нерешено 1-1 со Италија во вториот контролен меч и за само еден гол не го освои турнирот кој се играше во Скопје. Македонските надежи постигнаа гол од слободен удар во 9-та минута, но младите италијанци во 31-та минута успеа да го израмнат со што го освоија и првото место на турнирот. Во продолжение и останатите вести од домашен спорт. Металург против екипата на Кадетен Шафхаузен во 8-то коло од Лигата на шампиони го доживеа неголемиот пораз сезонава, 27 против 17 е крајниот резултат. Разликата од 10 гола е всушност одраз на слабата игра на нашите ракометари во второто полувреме, кога ракометарите на Металург успеа да постигнат едва 7 гола, а примевме 17. Надпреварот започна со добра игра на нашите ракометари. На половина од првото полувреме резултатот беше 5:9, потоа работите се менуваат. Благодарение на голот на Бувиник, првото полувреме заврши нерешено 10:10. Во вториот дел од надпреварот Металург тешко доаѓа до гол позиција. Спротивно на нив, домашните ракометари лесно ја пробиваа одбраната, па со постигнатите 17 гола стигнаа до убедлива победа. Со вкупно 10 и неверојатни 52,6% одбранети удари, македонскиот репрезентативен голман Борко Ристовски му помогна на Кретеј да дојде до победа на Цесона со 29:26 во надпреварот од 10-то коло од француската Лига 1. Со овој триумф Ристовски се збогува од Кретеј, оставајќи го тимот на 4-та позиција на табелата или за 2 позиции повисоко од ривалот Цесон, кој сега е 6 на табелата иако има 12 бода. Веќе во сабота Борко Ристовски се очекува да го има својот прв настап за Рајан Некар, актуелниот лидер во Бундеслигата. Кошаркарскиот клуб Работнички следниве две домашни средби ќе ги игра пред празни трибини, а воедно клубот ќе треба да плати вкупно 67.000 денари, од кои 40.000 денари за фрлање со тврди предмети, по 10.000 денари за плукање и за националистичко навивање, 5.000 денари за неспортско навивање и 2.000 денари за слаба радарска служба. Вака одлучи комесарот за надпреварување. Инцидентот поради кој најтрофејниот македонски клуб е казнет се случи на минатонеделниот надпревар со Команово, кога со монета бил погоден гостинскиот тренер Јубослав Луковиќ. Освен паричната казна, Работнички има обврска во наредниот период да постави заштитна ограда по целата должина на трибините, гледано оддесно од записничката маса, а донесена и одлука екипата на Работнички на надпреварите како организатор домакин да не дозволува присуство на гледачи на делот од трибината која се наоѓа зад клупата на гостинската екипа. Од почетокот на сезоната на НБА лигата па досега, Голден Стейт непоразени во 13 надпревари. Шпанскиот тенисер Рафаел Надал го совлада својот сонародник Давид Федерер во дуелот од третото коло од Мастерсот во Лондон. Меѓународни спортски вести. Од почетокот на сезоната во НБА лигата па досега Голден Стейт не поразен во сите 13 надпревари. Како главен конкурент за титулата, тие во дербито го поразија тимот на Клиперси со резултат 117:124, каде Стеф Кари повторно заблеска на теренот. Додека пак 40 поени забележаа Вориорсите, кои беа предводени од плеймейкерот, а пак 30 поени уфрли Крис Пол, а по него Блейк Грифин со 27 поени за тимот на Лос Анджелес. Конечните резултати на останатите тимови од НБА беа: Мајами Хит, Сакраменто Кингс 116:109, Кливленд Кавалерс, Милвоки Бакс 115:100, Лос Анджелес Клиперс и Голден Стейт Вориорс 117:124. Шпанскиот тенисер Рафаел Надал го совлада попладнево својот сонародник Давид Ферер во дуелот од третото коло од групата Илија Настасе од Мастерсот што се игра во Лондон. Надал ја доби шпанската пресметка со 2-1 во сетови, а Ферер водеше со 1-0. Првиот сет му припадна на Ферер во тајбрейкот со 7-6, додека следните два ги доби Надал со 6-3 и 6-4 во гемови. Така Надал со максимални 3 победи го освои првото место во групата и го потврди пласманот во полуфиналето. Утре тој во првото полуфинале на Мастерсот ќе игра против Новак Ѓоковиќ, кој беше второпласиран во групата Стен Смит. Рожер Федерер, кој беше прв во таа група во второто полуфинале, ќе игра со победникот од мечот меѓу Енди Маре и Стан Вавринка. Овој дуел на програмата е вечерва со почеток во 21 часот.
Играчите на Фенербахче со победа врз тимот на Баер, со што турскиот клуб стигна со петата победа. 25 поени постигна Боби Диксон за гостите од Истанбул, а Датом даде 17 со 16 поени. Нихан Джедовик беше најдобар во домашниот тим. Во Тел Авив ЦСКА победи во дербито од групата Д со 6 разлика. Теодосек со 25 поени ја однесе ЦСКА до победа, а уште 15 поени додаде Нандо Де Коло. Рочести во домашниот тим постигна 20 поени, а Рендел 19 поени. Лаборал со потешкотија ја однесе победата против Армани Милано. Досега Лаборал има 4 победи, за разлика од Милано кој остана со 1 победа. За победата на шпанците најзаслужни беа Каусеур со 22 поени и Адам со 20 поени, додека пак кај Милано најактивен беше Джентиле со 24 поени. Жалгирис лесно ја победи Зиаолина Гора со 16 поени и Јанкунас беше најдобар кај домашните, а Понитка за гостите постигна 15 поени. Цедевита беше поразена од Олимпијакос, која ја постигна и петата победа. Во денешниот надпревар не играа Принтезис, Панулис и Јанг, но затоа Тело Хантер со 19 ја однесе до победа, а Папа Петру додаде 16. Со 13 поени Пулен беше најефикасен кај Цедевита, Билан и Бабик додадоа по 10 поени. Сончево и топло време имавме во текот на денот. Температурата се движеше од 16 до 22 степени. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Имајте пријатна вечер со програмата на К1.